Нема никакви дилеми дека романскиот производител на автомобили Dacia направи маестрален потек кога застана под капата на францускиот гигант Renault. Автомобилите добија нов, свеж и атрактивен дизајн, нови платформи и мотори, сериозно подобар квалитет и издржливост, а притоа останаа исклучително примамливи во својата цена. Како резултат на тоа, на европскиот автомобилски пазар, најпродаван автомобил во минатата 2024 година беше токму Dacia Sandero. Одлични резултати во континуитет постигнува автомобилот од SUV класата Duster. А сега, како и што ветија во 2021 година, луѓето од Dacia решија да влезат и како што самите велат да го освојат C-SUV сегментот. Според нив, идеален производ да ја остварат својата цел е нивниот нов модел Dacia Bigster. Новиот Bigster е дизајниран пред се како робусен семеен автомобил, со кој можете да одите и на работа и да ги вршите секојдневните рутини. Bigster, гледан од прва, навистина одговара на своето име. Тој е голем, робусен, остава моментен впечаток. Предницата му е подигната како кај SUV возилата, ја има препознатливата темна маска, која во средината го носи Dacia Lincoln. Долг 4570 мм со меѓуоскино растојание од 2702 мм. Може да се избере и во две бои, како и со специјален црн кров. Bigster доаѓа со 17 и 18 инчни тркала како стандард и со 19 инчни тркала кои може да се порачаат како опција. Како што вели Дейвид Дурант, подпредседателот на одделението за дизајн на Dacia, во интериерот е направен напор да се истакне највоочливото и најкарактеристичното – големата пространост. Користени се едноставни геометриски линии кои го следат и надворешниот дизајн, а се бараат од клиентите кои го преферираат C-SUV сегментот. Потребните информации за време на возењето можете да ги следите на информацијскиот кластер, кој може да има големина од 7 или 10 инчи, зависно од нивото на опременост, додека инфотейнмент системот е ист кај сите модели и има екран чувствителен на допир со големина од 10,1 инчи. Во интериерот на Bigster дополнително можете да уживате благодарение на двозонската клима, која има издуви на воздух и во задниот дел. За оние кои на Dacia Bigster гледаат како автомобил кој може да се вози во градот, на автопат и надвор од патот, можат да изберат и модел со погон на сите тркала. Во поглед на моторите, Bigster може да се избере со еден хибриден мотор на бензин и струја со моќност од 150 конјски сили или во еден од трите mild, благи хибриди со моќност од 130 до 140 конјски сили. Иако се работи за модел од буџет класата, веројатно изненади резултатот на Euro NCAP тестот на моделот Bigster, според кој автомобилот освои просечни 3 звездички и јасно покажа на кои елементи треба инженерите на Dacia да му посветат поголемо внимание во иднина.